навистина еден убав настан по повод празникот Свети Трифун ќе се случува утре. Токму во овој пункт, јас само ќе го најавам настанот, значи хуманитарен настан под наслов Свети Трифунски хуманитарен пункт во организација на хуманитарни акции Македонија и Хумано 2022, подај рака од Скопје. Со мене се Дејан Петанчевски и Владимир Челаковски. Добро утро. Добро утро до вас. Еве, навистина еден многу убав, Дејан, еве со вас ќе почнеме еден убав чин. Значи утре во 11 часот. Во 11 часот во просториите на КСОМ ќе има еден убав настан, тој е, како што најави ти бити, големиот Свети Трифунски хуманитарен пункт во соработка со хуманитарни акции Македонија. Што може, за кого ќе бидат наменета целиот оброк ќе биде наменет за социјално ранлива категорија граѓани, дечиња со посебни потреби, самохраните родители и сите оние кои што се социјално загрозени. Така, до колку часот? Почнува во 11, па се надеваме дека до кај 13 часот ќе биде. Така. Владимир, можам според ова се што околу нас, навистина како луѓе што се занимавате пред со хуманитарни акции, ова не е ни, како велиме, не е ни прва ни последна акција, навистина пред се чиститки и колку се потребни вакви акции за, еве, може би да кажеме сега, да не ги категоризираме сите, меѓутоа во градот Скопје. Градот Скопје најмногу донираме во скопските села. Пример, ние имаме граници скоро цела Македонија, заедно со Дејан сме во многу проекти. Ова денешна требаше да биде, но бидејќи денеска се сите презафатени со прославување, утрешниот Свети Трифунски хуманитарен настан го организираме заедно со многу здруженија, партнери. Ова е дел од кампањата Храна за сите, која што од 2001 година започна. Ние сакаме се помалку да имаме случаи, но секојаш е релативно и заедно организираме еден дополнителен проект што се вика ресоциализација и уште еден многу наш грандиозен проект вработување, каде што сите наши фирми донатори имаат бесплатно HR огласување. Тоа не е огромна група вработување, 18.500 членови има и раста. Сакаме секој донатор, како што ни донира, и да добие помош од сите нас. Ние сме еден хуманитарен круг. Сакаме сите да бидат задоволни, да добијат поддршка од сите нас. Едноставно гледаме сите во Македонија да се поддржиме и да биде секое дете и секој човек што е во криза, во социјална криза, и да биде среќен, да има можности, а не да биде во една безизлезна, независна ситуација. Дејан, еве, и Владимир кажа, имате искуство, соработувате со многу здруженија. Најмногу храна е потребно, облека, лекови или? Вака сега, како што напомена Владо, највеќе ни се потребни храна, облека, лекови, кои што ќе бидат дадени на сите оние што им е потребно. Највеќе моментално, значи, за овој хуманитарен настан, до сега обезбедивме доста оброци, меѓутоа се уште сме отворени за оние кои што сакаат да искочат во пресет, на некој начин заеднички да помогнеме да ја намалиме сиромаштијата во Република Македонија. Владимир Челаковски, еве, ова може би некој ќе го слушне, може би не знае, сака да донира, не мора да е здружение, може би да се и граѓани, нели, што сака да донираат, каде да ве најдат? На интернет ние сме humanitarniakcije.mk. Голем дел не знаат. Лани во август за 10 дена 10 конвои помош за Свети Николско организиравме. Тоа беше една од најголемите операции, мислам, во Македонија. Сем пред 12 години кога имавме за Србија со поплавите, мислам беше 12 години.
и кога беа поплавите тука 2017, мислам, тогаш бевме добро организирани и за секоја криза. Преклани за Турција испративме 4 камиони. Имаме соработка со цела Европа, невладени организации, учествуваме на меѓународни кризи, имаме бригада. Со деки најдолго работиме, ние сме стара гарда, ако изгледаме младо. Имаме многу интересен проект, повторно го активираме матурантски донации. Работата е сега што матурантски донации еволуира со тоа што даваме понуда на секој училиште, ние да донираме, они да дадат канцеларија за 2 месеци. Каде што за таа општина ќе дојдат учениците да си одберат ваучер, облека, костим, фустанче, шминка, фризура имаме, значи Скопје сега, Гевгелија и нешто Штип имаме иницијатива. Скопје веќе ќе започнеме со канцелариско работење, зборам 2 месеци, да дојдат од таа општина, од тој град да си одберат. Имаме донации, спремни сме за матурантски донации. Времето истекува, навистина ве поздравувам. Секогаш хуманоста е пред се нација и навистина уште еднаш само еве јас ќе ги поканам сите оние што навистина сакаат и да учествуваат, меѓутоа и да кажеме за оние што имаат најмногу потреба, утре во 11 часот практично овде каде што Да, во канцелариите на синдикатот на КСОМС проти Изгейт ќе имаме на дворешта Церада поставено хуманитарни акции, кампања храна за сите. Доволно е да видат на интернет на Хуманост, кај Дејан или на humanitarniakcije.mk да напишат и сите информации ги добиват. Ние имаме група за секоја проблематика. И за секоја проблематика која што им треба и помош на фирми и на граѓани дополнително имаме. Група. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма.